Наплатата на данок на имот од физичките и правните лица во општина Кочани за минатата година е реализирана со околу 90%. Остварен е буџетски приход од близу 22 милиони денари. Според извештајот од извршениот попис за минатата година, до крајот на декември од физичките лица на име данок на имот биле наплатени над 15,5 милиони денари. Тоа е сосема близу до целосното исполнување на планот. Од правните лица пак, во истиот период во буџетската сметка се слеале околу 6 милиони и 300 илјади денари, односно нешто повеќе од 85% од планираните приходи по тој основ. Добрата наплата на даночните побарувања ја сместува општина Кочани меѓу најдобрите во источниот регион, а веројатно и во државата. Голем придонес за тоа имаат и даночните обврзници, односно граѓаните и правните субјекти, кои покажуваат солидно ниво на финансиска дисциплина во исполнувањето на законските обврски, велат во општината. Сепак останува отворено прашањето на кој начин ќе се наплатат побарувањата што заостанале од пред десетина и повеќе години, а за кои е неопходно да се направи и вредносно усогласување. Например, за периодот од 2003 до 2016 година, од физичките лица ненаплатени се побарувања од 2 милиони и 800 илјади денари. Од правните лица пак за истиот период се побаруваат 1 милион и 300 илјади денари. Проблем е што дел од граѓаните се починати или пак се иселиле во странство, а дел од фирмите пак кои должат поголем период не се во функција. Пописната комисија на општина Кочани утврдила дека наплатата на комуналната такса за истакнување фирма е на пониско ниво, односно од вкупните побарувања што до крајот на минатата година изнесувале околу 19 милиони денари, ненаплатени останале над 12,5 милиони денари, од нив пак половината се заостанати од претходниот 10 годишен период. Слична е состојбата и со наплатата на побарувања за закупнина, додека од надоместокот за користење на јавни прометни површини прибрани се над 70% од планираните приходи. Општините Виница и Зрновци добија финансиска поддршка од Министерството за земјоделство наменета за пробивање и изградба на пристапни патишта до земјоделски површини. Поддршката е во рамки на мерката 124 од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој. Во просториите на Министерството, представници од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, на градоначалниците од општините им ги врачија решенијата за изградба на инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште. Финансиската поддршка е во висина од 100% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци на инвестицијата. На општините ќе им биде исплатена по целосното завршување на градежните работи. Според програмата, максималната вредност на прифатливи трошоци за една општина изнесува до 1 милион денари, а поддршка добија вкупно 34 општини во државата. Општина Виница обезбеди 850.000 денари, ќе ги намени за пробивање и изградба на пристапен пат во атарот на селото Виничка Кршла. Од локалната самоуправа информираа дека ќе се обезбеди сообраќаен пристап до земјоделско земјиште, за кое земјоделците подолг период имале доставено барање до стручните служби. Пристапниот пат ќе биде со должина од околу 1 километар, а коловозот ќе биде тампониран со дробен камен. Општина Зрновци пак од Министерството за земјоделство доби финансиска поддршка од околу 920.000 денари. Исто така ќе ги инвестира за подобрување на поврзаноста до земјоделското земјиште. Се планира да се пробие и тампонира полски пат во местноста Убаво поле, во правец од реката Зрновка кон селото Лески. Должината на пристапниот пат ќе биде околу 450 метри. Наскоро, двете општини ќе распишат јавен повик за избор на изведувачи на градежните работи, пошто во текот на пролетта треба да почне и реализацијата на инвестициите. Водата од водоводот во Виничкото село Градец не е исправна за пиење, поради што издадена е забрана за нејзино користење. Анализите врз земените примероци што ги направил Центарот за јавно здравје од Кочани покажале поголемо присуство од законски дозволеното на вкупниот број бактерии на 36 степени Целзиусови во 1 милилитар вода. Во писменото известување испратено до општина Виница е нагласено дека поради бактериолошката загаденост на водата од фонтаната во центарот на Градец е препорачано жителите од ова село да не ја користат за пиење, за лична хигиена или пак за миење овошје и зеленчук.
Од примерот кој што бил земен од фонтаната е утврдено присуство на колиформни бактерии и Ешерихија коли. При тоа, упатено е барање до општина Виница да се преземат мерки за информирање на населението, при што неопходно е да се постави и надпис дека водата не е безбедна за користење. Општина Кочани продолжува со реализацијата на почнатите активности за замена на сливните решетки на улиците во градот. Од локалната самоуправа ги известуваат возачите и останатите учесници во сообраќајот дека во тек се градежни активности, односно замена на старите сливни решетки за атмосферска канализација на улицата Страшоер Бапче, на местото каде што таа се вкрстува со улицата Роза Петрова. Во интерес на безбедно и брзо завршување на преземените активности, од општината апелираат за почитување на сообраќајната сигнализација, односно намалена брзина на движење на возилата, зголемено внимание и предпазливост на сите учесници во сообраќајот. На крајот на минатата година, општина Кочани потпиша договор со компанијата КОП Инженеринг од Скопје во бруто вредност од околу 1.800.000 денари. Договорот предвидува изградба и реконструкција на сливните решетки. При тоа треба да се направи замена на постојните решетки, при што ќе се користи полимер бетон. Исто така, треба да се направат и 6 канали со ревизии, секој со должина од 4 метри и 75 сантиметри на различни локации во градот. Истите треба да бидат поврзани на веќе постојната атмосферска канализација. Дополнително со договорот е предвидено да се направат и 4 реконструкции на веќе поставени канали со длабочина од 70 и широчина од 50 сантиметри, при што треба да се исече асфалтот и да се направи бетонирање без арматура. Решетките и ревизиите, односно реконструкциите, треба да бидат вклопени на исто ниво со постоечкиот асфалт. Виничкиот фудбалски второлигаш Слога 1934 ги продолжува подготовките за пролетната сезона во првенството. Освен редовните тренинзи, го реализира и планот за одигрување на пријателски контролни надпревари. На вториот надпревар, што се одигра во Виница против Кратовски Силекс, немаше голови. Домашниот тим беше рамноправен противник и прикажа добра игра на теренот. Средбата истовремено беше и одлична можност за шефот на стручниот штаб Крсте Крстев да им даде шанса да настапат сите фудбалери, кои достојно ги бранеа боите на клубот. Пријателскиот надпревар со Силекс имаше и хуманитарен карактер, односно се продаваа влезници по символична цена од 50 денари, а собраните средства се наменети за помош на двајца виничани. Од Слога упатија благодарност до управата на фудбалскиот клуб од Кратово за позитивниот одговор на поканата да го одиграат контролниот надпревар. На играчите на Силекс пак им посакаа успешни подготовки во турскиот град Анталија. Инаку во првиот контролен надпревар што Слога го одигра во Кавадарци против Тиквеш, тимот претрпе пораз од 3:0. Во рамки на подготвителниот период закажани се уште две пријателски средби. Следната е со Согово и таа треба да се одигра в сабота во Кочани. Втората средба пак е против Вардар од Неготино, планирана е за 11 февруари на стадионот во Виница.